Цели 2 часа да ја задржиш на смевката на лицето е умешност со која малкумина можат да те наградат. Со актерите од Битолскиот театар Никола Пројчевски, Маријан Ѓоргиевски и Александар Копања, четвртата вечер од фестивалот In Vinica Veritas дефинитивно ќе остане врежана во меморијата на виничани. Силниот аплауз е само потврда за нивниот несекојдневен потенцијал, но тие понудија и доза интерактивен флуид во комуникацијата со публиката, за кој ќе се раскажува долго време. 55-та изведба на представата Без паника е бројка со која оваа тројка на машки актери го потврдува својот квалитет на сцената. 55-та изведба на представата. Така. Има долг век, веќе трета сезона како ја играме представата и ја играме низ повеќе градови во Македонија, имаме играно од Демирхисар, Ресен, Кичево, Скопје, гостувавме во општина Аеродром на фестивалот Гола месечина и освоивме Гран При со оваа представа. И еве сега на четвртата вечер на фестивалот гостуваме ние, се надеваме дека ќе ги задоволиме потребите, барањата и очекувањата на виничката публика. Која тематика ја допира? Тематиката се занимава оваа представа е со тројца актери, машки, со мажот во зрела возраст и неговите проблеми. Темата на представата е земена од финската современа драматургија, работена е по еден современ текст на Мика Мухлоахо и е дел од една трилогија пишувана во 2005 година. Паника е првиот дел кој е посветен на мажите во општеството, вториот дел се вика Хаос и се занимава со жените, а третиот дел се вика Хармонија и го сочинуваат неколку брачни двојки. Инаку Битолскиот театар за прв пат е на репертоарот на фестивалот In Vinica Veritas, но добрата публика е нов предизвик за оваа група на актери. Се надеваме дека ќе продолжи понатаму заработката со Виница и со овој фестивал и му посакувам долг век на фестивалот и добро би било кога постојат вакви фестивали заради тоа што преку хуморот и сатирата на некој начин публиката и луѓето кои ги гледаат овие представи им се нив како еден издувен вентил во животот. Фестивалот завршува вечерва со српската представа Чај од јасмин, за која билетите беа предвреме распродадени.